Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, по една недела пауза, повторно Индекс на Радио Слободна Македонија, како што слушнавте, јас вашиот радиоводител Маја Дамјановска. И веднаш на почетокот ќе го најавам гостинот на денешната емисија, тој е градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски. Добар ден, господине Стојановски, како се чувствувате денеска? Добар ден до слушателите на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за поканата, одлично се чувствувам. Да, ви благодарам што се одзвавте на нашата покана, а ве поканивме токму вас, бидејќи сите ќе кажат и добрите познавачи ќе кажат дека вие сте градоначалник на една општина која што се нарекува економски тигар во регионот, општина со најмногу инвестиции, општина со најмала стапка на невработеност. Чија е таа заслуга со оглед на тоа што пред емисијата ние разговаравме, вие го завршувате третиот мандат, почнувате практично нова декада во управувањето, односно раководењето со општина Илинден. Поради што општина Илинден го заслужува ги носи овие епитети? Пред се ви благодарам за убаво искажаните зборови и епитети за општина Илинден. Општина Илинден како локална самоуправа сепак е рурална општина. Инаку се наоѓа веднаш до главниот град Скопје на само 10 километри. Епитетот го носи по повеќе фактори кои влијаат во локалниот економски развој. И ние во општината велиме да ги искористиме силните страни на општина Илинден. Таму сме насочени кон силните страни. Една од силните страни е токму местоположбата и создавање на услови за привлекување на инвестиции. Домашни инвестиции и секако и странски директни инвестиции. Нас ни се драги пред се инвеститорите кои што го прошируваат својата дејност и градат нови производствени погони, и тоа е доказ дека има поволна бизнис клима во општина Илинден. И секако локалната самоуправа, условите што се создаваат на локално ниво, се во корелација и со стратегијата на владата на Република Македонија. Добрите подготовки, следење на стратегијата за привлекување на инвеститори, овозможување на поволни услови, добро стратешко планирање, подготовка на парцели кои што ќе може инвеститорот веднаш да добие одобрение за градење и да почне најхитно да гради, ниските услови на земјиште, ниските цени на земјиштето, добрите услови кои што ги нуди локалната самоуправа, сето тоа доведе да во општина Илинден од 2008 година навака обезбедиме и видливи 176 нови инвеститори. Од овие 176, 31 е странска директна инвестиција. И кога зборуваме за локален економски развој, ние секогаш гледаме на одржливиот развој, затоа што одржливиот развој доведува до раст. Континуираниот раст на инвеститори или нивните успеси секако дека придонесуваат и за подобрување на условите за живење и животниот стандард на граѓаните во општина Илинден. Во општина Илинден стои податок дека се оформени 9 локални економски зони. Колкава е нивната искористеност? Со оглед на тоа што ви ке кажавте од 2008 до денеска над 170 компании функционираат на вашето подречје. Да, на територија на општина Илинден има на 9 локации локални економски или локални индустријски зони, каде што се лоцираат инвеститорите. Овие економски зони се простираат вкупно на површина од 1.500.000 метри квадратни, или тоа се 1050 хектари површина. Главно е незагадувачка индустрија
И овие економски зони локални придонесоа пред се да се намали невработеноста во општината и таа континуирано се намалува. Во 2008 година изнесуваше 38% невработеноста, додека на крајот на минатата година процентот е 10%. Значи 10% Така, во однос на невработеност. невработеноста, ќе кажат Илинден е наликува на Франција, Латвија, Финска, по стапката на невработеност. А не само странските компании, туку домашните компании влијаат, но секако влијае на ова и владините мерки и политики за намалување на невработеноста, колку малите и средни предпријатија кои што се најзастапени како домашни компании ги користат владините мерки и политики за намалување на невработеноста и ширење на својот бизнис. Директно и индиректно придонесуваат до локален економски развој. Секако, проектот Македонија вработува директно влијаеше позитивно за намалување на невработеност, односно зголемување на бројот на вработени во општина Илинден, во малите предпријатија и средните. И тука кога зборуваме за мали и средни предпријатија, во локалната самоуправа се лоцирани повеќе семејни компании кои што вработува значителен број на луѓе од општина Илинден. Проектот Македонија вработува придонесе и за отворање на нови фирми, понатаму на вработување на млади луѓе, бидејќи во општина Илинден се наоѓаат и Тирзот, значи државната слободна Бунарџик, бидејќи Бунарџик се наоѓа во срцето на општина Илинден, и во фабриките во Бунарџик исто така има вработување на граѓани од општина Илинден. Сето тоа заедно придонесе да се создадат услови, да се реализира вработувањето и понатаму да продолжиме со создавање на нови можности и услови за вработување на други локации или на компаниите кои што веќе се во завршна фаза на градба, а инаку имаме и компании кои што интензивно градат нови производствени погони. Со тоа има услови кои што во наредниот период ќе создадат можности за нови вработувања, а со тоа и намалување на степенот на невработеност. Да, нови 100 работни места најави и турската компанија која минатата недела ја го удри камен темелникот за нов откупно-дистрибутивен центар. За која компанија станува збор и колкава ќе биде незината инвестиција? Се работи за странска директна инвестиција во областа на образование на земјоделието. Турската компанија Атаймач ќе инвестира во економската зона во Илинден, каде што ќе изгради откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи. Тоа е компанија која што предвидува објектот да биде изграден некаде до септември месец и да отвори нови 100 слободни работни места. Кога зборуваме за странските директни инвестиции, тие носат поволна клима во општина Илинден и предноста е што со новите технологии кои што се донесуваат, вработените веќе имаат можност да се стекнат со нови знаења. Тие знаења понатаму да се пренесуваат и на останатите локални компании, дали тоа во делото на управувањето, раководењето, работењето, финансирањето, позитивно се одразуваат и на останатите предпријатија во општина Илинден. Стекнатите знаења вработените понатаму можат да ги применуваат и во други компании и со тоа да бидат порентабилни во нивното работење. Понатаму странските директни инвестиции влијаат на директно на зголемување на животниот стандард на граѓаните, влијаат и директно на процентот на намалување на невработеноста. Така, за влијанието на странските инвестиции ќе разговараме веднаш по рекламите. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко.
повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Со професионализам, квалитет на услугите и испорака низ целата земја, се трудиме да допреме до секој клиент. Со нашите брендови Осрам, Шнајдер, Вито, Грума, Комел и други се стремиме да ги донесеме светските технички достигнувања, квалитетот и безбедноста во вашите домови и работни места. Елинг. 25 години со вас. Безпрекорно мека и удобна. Спијам и се будам со Мелиса Рамфорс. Двојна постелнина во 20 прекрасни дезени. 100% памук. Сега по цена од 1799 денари. Не мачете се да ги најдете. Купи од дома на www.kupiodoma.mk или на телефон 075 22 77 44. Јавете се и вашата омилена постелнина ќе ја добиете дома. Купи од дома. Луѓето не прашаа за страста која се чувствува кога се вози новиот Рено Меган. Токму затоа направивме експерименти користејќи најнова технологија. Научниците ги анализираа податоците и заклучокот до кој дојдоа беше: ако сакате да ја почувствувате страста, возете го новиот Рено Меган. Откријте го и закажете тест возење на renault.mk или на 02 2727 200. Automotive Group. Посетете го саемот на мебел 2016 од 22 до 27 март на Скопски саем. Одберете нешто по свој вкус за вашиот совршен дом. Радио Слободна Македонија. Индекс со Маја Дамјановска. Да, продолжуваме со Индекс, разговараме со градоначалникот на општина Илинден, господинот Жика Стојановски. Пред паузата разговаравме за странските инвестиции и нивното влијание во општината. И споменавте дека од 2008 до денеска над 170 компании инвестираат во општината, од кои што само 31 се странски инвеститори, но колку домашните компании соработуваат со странските компании кои што се во регионот, во вашиот регион? Интензивна е соработката помеѓу домашните компании и странските компании. И секако дека оние услужни дејности ги вршат домашните компании. Меѓутоа, придобивката и од домашните компании на локалната самоуправа е значително поголема, бидејќи поголем дел од работниците се прифатени токму од домашните компании. И областите се во дејности на кондиторска индустрија, во дејности на шпедитерски услуги, друг вид на услуги, производство, значи од повеќе дејности на локалната самоуправа, затоа што има простори каде што се потребни поголеми парцели, посебно за шпедитерските услуги, меѓутоа има и простори каде што се потребни за и помали парцели за делови на услуга и домашни компании. Така да соработката е нераскинлива, бидејќи сепак во локалните економски зони исти се условите и за приватните компании и за државните и нема значителна разлика. Колку општината има соодветно обучен и едуциран кадар да може да одговори на потребите на домашните и на странските компании во однос на бројот на однос на работниците, квалитетот на работниците? Општина Илинден е претежно млада општина, значи со помладо население, и имаме од повеќе делови, значи едуцирани кадри и млади луѓе и повозрастни луѓе кои што се може да одговорат на предизвиците и потребите што се бараат во компаниите. Ние имаме случаи каде што вработените работеле некаде надвор од општина Илинден и сега со доаѓање на новите инвеститори се враќаат во компаниите кои што се во општината, затоа што близината на работното место го гледаат како предност и тоа е најголема предност.
Веројатно и општината го препознава образованието како можност што им го нуди нели на своите жители, па затоа од неодамна се гради една нова инвестиција во делот на образованието, станува збор за Монтесори едукативниот центар. Да, како локална самоуправа континуирано инвестираме во образованието, почнувајќи од основното образование, каде што успеавме да ги реновираме училиштата, да доградиме нови училници и да ги подобриме условите во образовниот процес. Понатаму одевме уште повеќе, изградивме и нова зграда и воведовме средно образование, електротехника, информатика и автоматика се смерови кои што ги дефиниравме толкму со бизнис секторот. Кога го изградивме училиштето, разговаравме со бизнис секторот за какви кадри или кои кадри им се неопходно потребни за да воведеме такви кадри во образованието. И најголем процент од бизнис секторот искажа потреба токму од техничките лица. Ние дополнително како локална самоуправа склучивме договор со менаџерските тимови на 6 големи компании, каде што учениците одат на практична настава во компаниите, а исто така и менаџерските тимови доаѓаат во училиштето и со предавања ги пренесуваат знаењата на учениците од средното образование. Ова година се запиша третата генерација на ученици и интензивно има голем интерес и за средното образование. Понатаму имаме нов инвеститор во делот на образованието, тоа е Монтесори, ќе се гради приватна градинка и основно училиште, како и истражувачко научен центар за млади до 25 години. Со ова општина Илинден ја реализира и програмата и идејата за воведување на конкурентност во образовниот процес. Така, ги спомнавте ме владините мерки и политики. Општина Илинден беше една од првите општини која што се вклучи во проектот Купи стан и купи куќа за млади. До каде е реализацијата на овој проект? Каква е заинтересираноста на младите и воопшто на сите граѓани за овој проект, за овие два проекти? Да, голем е интересот за двата проекти, предходно за Купи куќа, Купи стан и сега веќе за вториот проект Купи куќа за млади. Огромен е интересот. Се бара плац повеќе и простор повеќе за да се купи и да се градат куќи. Ние како локална самоуправа веќе предходно уште 2012 година овозможивме нова населба, нов простор од 32 хектари каде што се испланирани 500 плацеви за изградба на куќи за семејно домување. И веќе тој како проект не е во завршна фаза, бидејќи останаа уште 10 плацеви за отуѓување. Со тоа, сите што купија плац веќе со извадените одобренија за градење можат директно да конкурираат во проектот Купи куќа за млади. Минатата година успеавме да урбанизираме нешто повеќе од 800 хектари земјиште. Тоа е во населбата Илинден, Марино, Кадино, каде што има сега можност сите граѓани во сопствените дворови или во сопственоста на парцелите да градат нови куќи, да ги доградат сопствените куќи, да ги прошират, да ги надградат и сето тоа влегува веќе како можност, потенцијална можност за конкурирање во проектот Купи куќа за млади. Со тоа возможивме нови 2000 парцели на сите овие локации низ општина Илинден. Колка е цената на комуналиите?
Комуналиите се во централното подрачје во Илинден 2 евра, додека во останатите населени места е 1 евро за метар квадратен изградена површина, што значи дека 100 квадрати куќа за само 100 евра во комуналии може да се платат, и тоа е веќе занемарлива вредност во целата таа инвестиција на градби. Тука ќе направиме уште на пауза, продолжуваме за кратко се разговарат. Индекс со Маја Дамјановска. Да, повторно се враќаме во студиото, разговараме со градоначалникот на општина Илинден Стојановски. Ги спомнавме инвестициите во образованието, меѓутоа градичната експанзија на општина Илинден продолжува со засилено темпо. Што точно се случува во моментот на територијата на општина Илинден? Веројатно се инвестира во патна инфраструктура, одводни канали, ги спомнавме градинките, амбуланти. Да, градежната експанзија во континуитет продолжува во нагорна линија. Работиме во повеќе надлежности на локалната самоуправа и крајната цел ни е подобрување на условите за живење на граѓаните. Во делот на зафаќање и прочистување на фекалните води успеавме да пуштиме 2 пречистителни станици, односно два сегмента во населбата Илинден и Кадино, каде што се во функција, и таму има можности за капацитети од 1250 еквивалент жители. Во делот на зафаќање и одведување на атмосферските води исто така интензивно се работи во делот на чистење, нивелирање, регулирање на отворените одводни канали кои што треба да ги зафатат водите и да ги одведат до Вардар. И тоа е цел систем кој што сакам да нагласам дека ги зафаќа општините Газибаба, Рачиново, Илинден, Петровец и Зелениково. Систем кој што мора да биде функционален во целост, за да може да имаме квалитетно одводнување. И со јавното предпријатие и со водостопанското предпријатие Скопско поле интензивно се работи во континуитет на подобрување на системот и одводнување. Работиме во делот на градби каде што за најмладите, за прифаќање на најмладите, изградба на детска градинка која што ќе вкупно ќе опфати 400 дечиња. Во завршна фаза е, веќе објектот е завршен, сега се работи на техничките уредување и дотерување за да може да ги прифатиме и новите ученици. Сметаме дека со пуштање на новите делови на детската градинка ќе придонесеме да создадеме пред се можност за оние дечиња кои што сега немаат можност да ги прифатиме во градинката, и со тоа ќе биде оптимален капацитетот. Работевме и во делот на здравството, за услугите, подобрување на здравствените услуги, каде што изградивме амбуланта во Миладиновци, тука со трипартитен договор помеѓу Министерството за здравство и Здравствениот дом Скопје. Понатаму во делот на инфраструктурата работиме на улиците. Сега да почне градежнава сезона, веќе стартуваме на работни делници главната улица низ населбата Илинден, реконструкција, санација. Ке работиме од Миладиновци, Текија, Делјадровци на санација. Ке работиме на 20 километри локални улици во општина Илинден, кои што ни се предвидени со програмата. Значи, оваа година треба да асфалтираме 20 километри на локални улици и патишта. Тоа ни е сериозен предизвик. За тоа имаме обезбедено средства, веќе фирмите се избрани, и градежните фирми, и ќе стартуваме со почетокот на градежната сезона. Работиме исто така на патека во должина од 2 километри помеѓу Марино, Кадино. Тоа ќе биде велосипедска патека, патека за ролери, скејборд и пешачка патека. Меѓутоа, овој дел ќе биде значително посветен на најмладите, за да може да спортуваат, а секако дека тука на патеката ќе имат можност да пешачат и повозрастните, и како рекреативно, меѓутоа и во делот на превенција во здравјето. Оно што е лидер општина Илинден е и
инвестицијата во примена на енергетска ефикасност во јавните установи, докаде е реализацијата на овој проект и колкава е заштедата? Да, проектот енергетска ефикасност во општинските јавни установи го завршивме и тука се воведе заштеда во делот со примена на подземни, користење на топлината на подземните води. Работевме во делот на основното образование, училиштето Гоце Делчев, средното училиште, детската градинка и завршивме со домот на култура во Илинден, каде што имаме грејење и ладење со користење на топлината на подземните води. Заштедата е голема и условите се значително подобри, бидејќи заштедата можеме да направиме пресек во летен период кога климите се уклучени. Сега веќе не се вклучуваат климите, туку со температурата на подземните води која што изнесува од 13 до 14 степени, веќе имаме пријатен систем за ладење, а зимно време со мало догревање добиваме и одлична температура. На кои други проекти во моментот работи општина Илинден? Се работи во делот на подобрување на условите за живење и тоа во сите области на надлежностите. И локалниот одржлив економски развој токму се сведува и на условите за живење. Работиме на пред се подобрување на и можности создавање за изградба на семејни куќи. Работиме во делот на изградба на фекална канализација, која што ќе се веќе се почнува да се гради во населбата Марино. Детално зафаќање на атмосферските води за да може да се отстранат и критичните точки каде што имаше потенцијална опасност за поплавување. Работиме понатаму во патната инфраструктура и се она што во деловите на културното живење сега веќе ќе распишавме тендер за изградба на 2 нови домови на култура, тоа се во Марино и во Миладиновци. Фирмите се избрани и сега ќе дадеме налог за отпочнување со градби. Овие 2 домови на култура се надоградба на претходниот проект изградба, реконструкција и санација на 10 домови на култура, каде што во 10 населени места веќе изградивме и реконструиравме домови. Сега овие се 2 нови домови, со тоа го затвораме проектот во 12 населени места, да има можности граѓаните да имат домови на култура, да местните заедници, граѓанските здруженија и сите граѓани да имат можност за да се собираат, да ги разменуваат видувањата, мислењата и сето тоа да го пренесат до општинската администрација, за да може и понатаму да ги решаваме приоритетите на граѓаните преку дефинирање на директно граѓанско учество. Би сакал да истакнам дека 10 домови на култура се опремени со бежичен пристап до интернет, со компјутери и сите услови кои што се неопходно за едно граѓанско работење. За крај, иако секоја општина има своји карактеристики, вие сте трет мандат веќе на чело на општина Илинден. Илинден е посочена како една од најуспешните општини во регионот. Некој ќе каже, како што кажав во најавата, економски тигар во регионот. Што би им препорачале на вашите колеги градоначалници еве во регионот, па и низ цела Македонија, како да бидат и тие успешни, во која насока да го следат вашиот пример? Секоја општина си има своји карактеристики и специфики и секоја општина треба да создава можности и да тежне да ги искористи силните страни.
пред се со дефинирање, а потоа со добар стратешки пристап, изработка на стратешки план за локален економски развој, каде што учествуваат од граѓански здруженија, бизнис сектор, владини, невладини институции, за да може да се дефинираат приоритетите за работа, а секако дека не е едноставен концептот, значи не може едноставно да се препише на сите општини, затоа што секоја општина треба да се препознае во сегментите каде што е најсилна, најјака и каде што највеќе може да придонесе во одржлив локален економски развој. Секако дека и мерките кои што владата ги носи треба да се искористат токму во функција на растот и подобрување условите за живење преку програми, проекти и пристапи. Локалните самоуправи пред се со зголемување на капацитетите на локалната администрација, на општинската администрација и луѓето кои што се вработени во општинските предпријатија, со целосна посветеност може да дадат сериозен напредок. Меѓутоа, најголема благодарност секогаш треба да се упати на граѓаните, бидејќи тие со нивните укажувања или позитивни критики треба мотивираат токму критиката да влече напред и да се посвети и градоначалникот, меѓутоа и општинските државни службеници да се посветат токму кон отстранување на проблемите на граѓаните. И се во насока на подобрување на жителите, на животот на жителите на секоја општина. Дека животниот стандард и условите за живење се крајната цел и тие се создаваат и преку јавните објекти, изградба, доградба на детски градинки, училишта, подобрување на условите во образованието, подобрување на можностите за култура, подобрување на можностите за вработување, привлекување на инвеститори. И тоа е сепак комплексна област, затоа што локалниот економски развој ги опфаќа сите останати надлежности. Ви благодарам, градоначалнику, што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија и ви посакувам убав ден. Ми беше задоволство. Да, ние продолжуваме со музика. Да, повторно Индекс на Радио Слободна Македонија. Остана уште време да ја одјавам денешната Индекс во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител, јас Маја Дамјановска. Денес е 15 март, а јас ви посакувам убав ден, се слушаме по една недела. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.